Се наоѓаме на најстариот град на Балканот. Ова е градот на златото, градот на занајчиите. Ако еден германски генерал кажа дека ова е крајот на светот, за мене ова почетокот на светот. Останете до крај. Здраво, дечки, моментално се наоѓаме пред Цоцев камен. Мојот гостин е денеска Чичко Гоце. Кој иеш? Зашто сме тука? Он ќе ни објасни. Здраво, Анастасија. Здраво. Јас сум Гоце Стојановски од Кратово, новинар и публицист, истражувач на културно-историско минато на Кратово. А дали ќе можеш да ми објасниш каде се наоѓаме точно сега? Ние денеска точно се наоѓаме пред Цоцев камен, преисториската обсерваторија која се наоѓа помеѓу селото Шопско Рудари, Конјух и реките Врлеј и Крива река. Цоцев камен е оддалечен на 24 км од Кратово, кон Конјух и Шопско Рудари. Значи, тоа е праисториска обсерваторија која има свое минато и е стара над 10.000 години. Значи, тоа е една карпа во која живееле, битисувале и ја користеле многу цивилизации пред нас. Да. До ден денеска представува туристичка атракција. Моментално се наоѓаме на другата страна од Цоцев камен. Дали има тука нешто интересно што можете да ни кажете? Токму тоа сакам да го кажам, од североизточната страна, тука овие карпи и другите придружени објекти има светилишта, откриени се повеќе остатоци од градби, од керамика и од орудија со кои луѓето порано се служеле. Значи, минатата година и предминатата музеот на град Кратово тука вршеше испитувања и сите артефакти кои се пронајдени се ставени во музејска збирка во селото Конјух, има прилагодена на просторија во селото Конјух. Дали ќе можете да ми кажете зашто служела оваа просторија тука? Ова просторија после влегувањето влезот, значи испаѓа како предсобје на двете карпи на Цоцев камен. Тука имаме резервоар за вода и таму имаме резервоар кој се полнел за тие тука за што биле персонал кога луѓето тука живееле. Значи, праисториските луѓе тука многу време живееле затоа што не било заштитено од сите страни, а влезот можел да се блокира, значи да не ги нападне некој од поробувачите или варварите кои во тоа време действувале. Да. Дали ќе можете да ми кажете да што служеле овие две дупки? Изгледаат навистина многу интересни. Дали ќе можете да ми објасните што е ова? Ова се двете пештери на Цоцев камен, Да. кои се наоѓаат на јужната страна. Значи, пештерите од едната страна се отворени, но луѓето во текот на времето од ветришта, од ова, од она, од други појави атмосферски ставале, укупувале дупки и ставале дрва и го затворале овој простор да не биде потопло. Се гледаат и таму горе скалите, како што ми кажавте. Значи, скалите водат догоре, Да. а најгоре има уште една пештера која гледа на кај западната страна. Да, неа. Таму се среќаваат некои надписи од старо време со црвена боја и исто така имаше една икона на тој дел од таа страна каде луѓето се молеле, меѓутоа ние заради безбедности причини не сме во можност да се качиме под овие скали затоа што на некој начин не се безбедни за да може да стигнеме до горе. Преска ве слушнав дека ми го спомнавте зборот обсерваторија.
Дали можете да ми кажете што значи тоа и зашто баш се кажува тој збор за ова место тука? Токму за Цоцев камен станува збор како праисториска обсерваторија, значи тука на ова карпа горе на високо на најгорните делови постојат такви места кои служиле за набридување на месечината и на сонцето, нивното движење во текот на годишните времења и токму за тоа треба уште малку повеќе да се занимава науката која ги испитува овие ваквите места, како ова е слично нешто на Колкиново Старо Нагориче. Случајно го запознав Патко Иван, кој го има клучот за турскиот затвор. Јас слушнав дека нешто ново се реновира и го прашав дали ќе може да ми го покажа. Здраво, Патко Иван. Дали може да влеземе? Здраво, Анастасија. Со задоволство. Ајде. Вау, многу се сменило. Јас пред неколку месеци бев тука и навистина од тоа време многу се имало сменето. Дали ќе можеш да ми кажеш како и што го направивте ова? Така, Анастасија. Значи, турскиот затвор е еден од најстарите споменици на културата во општина Кратово. Веќе подолг временски период се трудиме да најдеме средства, за реставрација на овој проект. После толку одреден временски период, конечно најдовме средства од североисточниот плански регион, така да од технички аспект турскиот затвор, претходниот пат кога дојдовте, сами знаете дека беше место полно со вода, како што можете да погледнете, полно со влага. Денеска турскиот затвор конечно го доби сјајот кој што му прилега и еве веќе конечно сме на план да го отвориме за туристите кои што доаѓаат постојано во градот. Дали ќе можете да ми кажете што планирате во иднина со ова место? Така, значи веќе сега по завршувањето на техничкиот аспект, односно реставрацијата на истиот, моментално следи менаџирање на турскиот затвор, односно намерата целта на целиот е да прерасне во едно уметничко ќоше за млади, кај што младите ќе можат да се прават изложби, да свират, да креират уметнички вредности и така да биде посетено од што повеќе туристи. Значи во наредниот месец турскиот затвор конечно официјално ќе биде пуштен за употреба. Така да уште сега те поканувам наредниот пат кога ќе дојдете во Кратово, повторно да бидеш гостинка, да не посетиш тука и да се дружиме. Ви благодарам многу за поканата, ќе дојдам, ќе го посетам ова место, ви ветувам и се надевам дека ќе се дружиме тогаш. Дали ќе можеш да ми раскажеш малце повеќе за историјата на овој турски затвор? Вака, според некои проучувања од овој турски затвор, освен што бил затвор во текот на османлискиот период, тој после или порано како градба, значи тука доаѓале гости и од дубровачките карвани. Значи Кратово било место во кое оседнувале дубровачките карвани на патот за Цариград. Значи и затоа се вика и Стар Ан караван. Значи Ан, значи тука се примале гости, тие доаѓале со овие конски пајтони, носеле роба, оседнувале тука, па тука се пеели песни, се мешале луѓето и многу од луѓето кои доаѓали подолго време престојувале во Кратово. Така едно време во 16 век се забележени 15 семејства потекло од Дубровник. Значи овој служил како објект кој многу датира и многу имал намени. Освен што бил турски затвор, например, за време на турското, тука бил затвор, ама имал и служил како Ан. Здраво. Како сте? Добро, јас сум Анастасија. Јас сум Далибор,
кустос археолог, овде вработам во Кратовскиот музеј. А дали ќе можете да ми го покажете овој музеј малце Може. подобро? Да, значи тука имаме во овој музеј две оделенија, имаме оделение за етнологија и оделение за археологија. Да. Значи тука имаме од најразлични временски периоди, имаме постојална изложба. Со овие две оделенија може да ги погледате. Значи, како што видовме овде, имаме покукњински предмети од наши стари градски куќи, кои, нели, во самите тие куќи служиле овие предмети за готвење на храна, за течност, за правење на различни традиционални јадења во Кратово. И така, овде навака овие предмети, овие се нарекуваат, значи, ковчези или ормари за складирање на самата таа облека што ја носеле нашите предци. Од кое време се? Овие се од 20 век и дел 21 век. Овој сат е за правење на масло. Да. Значи тука се ставало млеко и така се биело и го излегувало масло. Тој сат е за масло. Ова е машина, локална машина од самата куќа за волна. Овде имаме различни, значи тие биле појаси, ги носеле едно време кога имало, нели, разни веселби, разни манифестации, собири народни, како ден што се 2 август, Свети Илија, во тоа време, и ова е еден накид на самите овие народни носи, кои се распространети низ Кратовскиот крај. Да. Значи дел се шопски народни носи, дел се котовски народни носи и овде имаме на градска народна носија, со поукрасен дезен, што се однесува до тие носи. И овде имаме различен накид, кој е една илустрација како, значи, го носеле тој накид. Ова е све само направено од сам. домашни работи. Од нашите баби, нашите предци, тоа е направено од монистр. И се везело тоа така, рачна изработка. Што е многу било распространето во тие простори, значи на територија на Кратово и кратовските села. Значи, нестаси, како што рековме, нели, Кратово и регионот на нашиот град Кратово е многу богат со археолошки предмети, наводи од различни временски периоди. Од праисторијата, значи тука имаме наводи од праисторијата, од римскиот период, од античкиот, среден век и поновите временски периоди. Да. Значи тука имаме, ова се неолитски тегови за мерење на величина, изработени се од керамика, од печена глина. Така рачно се обликувани и се печени. Имаме донесено неолитска печка во садат Кулата, ја донесовме од Олгетец Оцев Камен, ја видиме таму сега, ќе одиме. А дали ќе можете да ми кажете каде најчесто ги наоѓате овие работи од керамика? Најчесто, значи, правиме прво тоа во археологијата се вика рекогносцирање, правиме контролни сонди или селаните, пример во село Шопско Рудари, каде Олгетец Оцев Камен, значи таа населба, самото население кога ора при, нели, сеење на пченица, пченка и со плуговите на тракторот, кога ора, нели, кога орат, излегуваат тие фрагменти. Овде имаме, значи, ова се питуси, садови за складирање на житни култури, пченица, пченка, рж. Едно време, значи, биле во самите куќи во тие временски периоди и тука се чувале житни култури. Овде имаме историска витрина со овие пушки долги, манихири од револуционерниот период. Тука имаме пиштол, исто стар од тој временски период, имаме печат меѓу револуционерите, нели пишувале писмо, па нели за да биде аутентично писмото, за да биде оригинал се ставал тој печат. Да. И се праќал на различни
војводи во тоа временски период што биле назначени на одредени регион, што биле главни на тој регион и така стигнувале писмата од војвода до војвода. Овде имаме мал витрина од рударство во Кратово, тоа е богот Херакле, богот на рударите. На таа карпа тој е исклесан при влезот на самата јама. Јама е една хоризонтална така отвор и се влегува и се копа во тој рудник, се вади таа олово-цинкова руда, златна руда, сребрена руда. Да. Ова се ламби. Ова ламба знаеш што е? Кога ќе влезеш во таа јамата за да свети. Ламба. Ова е рударски ситен алат за да се најде таа жица кај што ќе свети и таа руда прилика и тоа се после топи и се добива тој метал за правење на накит, на монети. Овде имаме илустрација на монети, пајонски монети, значи 4 век, 3 пред нашата ера. Илустрации имаме и од византскиот временски период, тие некои монети со кај што се појавува крстот на самата монета, аверс реверс. И ова се илустрации од тој временски период на тие монети. Сами по себе кажува дека Кратово е еден доста богат историски град на балканскиот простор, меѓу најстарите, може да е и најстар град на Балкан, заедно со Дубровник во Хрватска. Да. Тоа се царски двери од една наша тука црква во село Шопско Рудари од 16 век се тие царски двери. Вистина стари. Да. И уште знаеш што се обрижани. царски двери? Да. Тоа се порта, нели врата, кај што се влегува попот кај олтар. И е се така направена тој иконостас. Да. Сега таа црква е реставрирана и може да се посети за гости. Значи овде имаме, Анастасија, една изложба, Кратово од најстарите времиња до денес. Да. И овде како влегуваме, нели, кај влезот, имаме изложба од праисторијата кон поновите временски периоди. Како се качуваме кат по кат, значи имаме понова и понова изложба, илустрации од тие временски периоди. Значи овде може да погледаме. Еве таа неолитска печка, која, како што ви раскажав за тие витрините што беа во нашиот музеј, тие неолитски тегови, фигурини, антропоморфни, зооморфни фигури, што беа изложени во самата таа витрина. Еве таа печка, што ја најдовме на локалитет Соцев камен, неолитска населба од 5000 година пред нашата ера. Еден временски период кој живееле во тој временски период нашите предци. Значи имаме тука, ова е подно ниво, тука подоцна имаме подница на печката, ова е подницата горе, левашна илустрација и субструкција. Значи самата конструкција што била направена, субструкција, знаеш што е? Да. И тука ги најдовме и овој сад до самата печка, кој служел како некој помошен сад при печење, при готвење, имал некоја своја функција. Тука имаме исто и праисториски цртежи, што не можеме уште да ги дешифрираме што точно значат. Од праисторискиот човек на таа самата карпа, таму се насликани на карпата. Овде имаме исто еден питос, доста голем питос, најден во сама куќа, што служел за пченични култури, за житни култури, пченица, пченка, рж, овес. Еве, Анастасија, ова е, значи, да се искористи дневното светло, дневната светлина и плюс брамен механизам, тоа се вика пушкарник.
Значи тука се стави пушка и да се пука, значи да се отбраниш от неприятел. А оно таму не те гледа. Ти го гледаш од оваму, он не те гледа таму. Не може да те погоди. Те овде има исто пушкарница. Пушкарня. Еден така отвор, прозорче за одбранен механизам. И значи овде не дојдовме, веќе кај историската, веќе полновременски период, историска поставка. Имаме илустрации од Крatovo од крајот на 19 век до 1941 година. Тука има една стара слика од 19 век, како старата градска архитектура била во Крatovo, се гледаат убаво мостовите, музеот овде, кај што бевме. Да. Еве сега сме тука во Саат Кула и овие џами во тој временски период, кога биле турците во Крatovo, значи збориме за 19 век, значи имаме и повеќе џами, видливи џами. Да. Кои служиле за муслиманската вероисповест. Сега нема џами во Крatovo, само се останати мостовите, кулата и христијанските цркви во тој временски период. Тука имаме револуционерна организација, револуционерната организација во Крatovo со своите чети што војувале против турците, турскиот непријател, нели да се одбранат и да направат во тој временски период независна држава. Исто овде имаме учители што биле револуционери учители во Крatovo. Овде имаме исто илустрација од Јосиф Даскалов, еден кралски револуционер кој бил затворен во турскиот затвор, кај што беше, кај што го посети. Гледаш каква е таа снимката сега. А како порано изгледал? Да, како изгледал затворот порано. Значи таа е таа слика. И овде имаме Ради Мос. Овој револуционер, значи не сакал да нели издаде самата организација, кралската организација, и ги излажал турските стражари што биле во затворот дека ќе ја издаде организацијата, и тој им рекол на нив дека самите документи, книгите, организацијата, целата организација се наоѓа во една стара куќа која што била во тој временски период демек сместена кај Ради Мос. И тој значи знаел веќе што го чека и тргнале нагоре со стражарите двајца, тројца колку го воделе, и се решил да се самоуби. И ги потеглал и стражарите и рипнале во реката од Ради Мос. Ама он останал жив, не се самоуби. И така после живее во Лесовскиот манастир и таму почина Јосиф Даскалов. Еден историски податок од Крatovo. Ова е Лесовскиот манастир, кај што престојува Јосиф Даскалов. Овде исто се учители во Крatovo и Кратовско. Како изгледале тој временски период. Еден историски овој периоди од Крatovo. Овде имаме оружје, тие се кратки бојонети, кратки ножи. Таму имаме на сабја, турска сабја, турскиот временски период. И овде имаме пиштул кој се нарекува кубура. Така му е името. И се пунело напред барут и имал дострел одредени метри, од 3 до 5 метри, за да може да убие непријател. Збориме за тој временски период. Да. Така биле попримитивни оружја. Може се качиме нагоре, полека. Ајде. Моментално се наоѓаме во најгорниот спрат во Саат Кулата. Од таму можеше да се види цело Крatovo. За мене исто беше интересно дека во минатото постоело ѕвоно, кој го означувало времето. Ѕвоно, што ѕвонел. И пример ако е 2 часот, 2 пати ќе чука. Или 5 часот, 5 пати ќе чука. Звоното, за да го известат населението колку е часот. Така функционирало во тој временски период. Значи колку е 1 сат, еднашка, кој е 2 сат, 2 пати.
И Ако- кој 12 часот 12 пати. Да, 12 пати ќе чука звон. Камбана. Леле колко убаво. Значи луѓе на вистина вреди тука да се дојде, на вистина многу убаво. Како што кажав на почетокот на видеото, денесен мој гостин е Гоце Стојановски, кој има напишано повеќе книги. Неговата последна книга е книгата за Кратово, во која ни раскажува за различните периоди во градот Кратово. Затоа оваа книга се нарекува Кратовски времеплов. Во неа ќе најдете многу интересни настани и животни приказни на познати и непознати личности. Книга за Кратово или Кратовски времеплов е дело кое треба да се прочита. Дечки, ова е мојот втор пат во градот Кратово. Секој пат кога доаѓам тука нешто ново учам и се надавам и вие дома. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.